За да се допадне на купувачите од најпробирливиот пазар на светот, дизајнот на новиот Соренто е малку подсмирен во однос на се останатото, барем однапред гледано. Иако четвртата генерација на овој за нас голем кросовер значително се разликува од досегашните, се забележува поскромното влијание на тигрестата маска и предните светла. Со познатата динамика која тие ја даваат, вешто се искомбинирани естетиката и рафинираноста, кои заедно со елеганцијата која отсуствува се вистински критериуми на европските купувачи. Бочната силуета открива пораст на димензиите и мала корекција на пропорциите, а задниот крај дизајнерски е поврзан со наградуваниот Телурајд. Иако тоа воопшто нема да им се допадне на европските купувачи, сепак со своите остри линии оставаат моќен впечаток. Од наша перспектива гледано, корекциите во кабината може да се оквалификуваат како драматични. Дигиталниот кокпит доминира, а го надополнува големиот екран на инфозабавниот систем. Се добива впечаток и дека квалитетот на изработката е повисок, иако и досега немаше замерки на него. Затоа пак сосема е јасно дека зголеменото растојание меѓу оските ќе донесе повеќе простор за ситне патници, со што новиот Соренто ќе стане покомфорен. За него засега се познати само европските спецификации, кои предвидуваат основниот мотор да биде 2,2 литарскиот дизел со 201 конска сила, во комбинација со новиот 8-степен менувач со двојна спојка. Интересен за некои ќе биде и хибридот, погонуван од 1,6 литарски турбобензинец и електромотор од 44 киловати, кои работат синхронизирано. Максимумот што го остваруваат е 230 коњи, а менувачот е автоматски со 6 степени. За Америка се споменува посилен хибрид со 2,5 литарски бензинец со 277 конски сили, но тој тешко дека ќе дојде и кај нас. На опремата не треба да трошиме зборови, бидејќи кога Кија е во прашање се е јасно. Дилемата е само што купувачот ќе избере и колку ќе биде подготвен да плати. А тоа за жал во моментов не е познато. Цените не се објавени, иако е испланирано продажбата на новиот Соренто да започне за некој месец. Тој, како и сите други модели на Кија во Европа, ќе има 7 годишна гаранција, а ќе се произведува во Јужна Кореја.